Да се молиме за Македонија. Ова е апокалипса. Ни се повторува катастрофа. Со вакви статуси се преплавени социјалните мрежи изминатите денови, откако во државата гори речиси насекаде. Само вчера се регистрирани 66 пожари, меѓу кои шумски, а од нив 12 се уште се активни. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов апелира до граѓаните да не создаваат групи и апели за собирање на луѓе, оти има доволно професионалци кои се справуваат со огнените стихии. На ниво на држава, состојбата е тешка, но не е алармантна. Апелирам до граѓаните да не излегуваат со непотребни апели за собирање на луѓе. Како држава имаме доволно припадници на армијата, доволно припадници на полицијата. И ако некаде тоа го побарат локалните авторитети, кои што командуваат со гаснењето на пожарите, тоа се градоначалниците со подршка на командирите на локалните територијални противпожарни единици, ние можеме да испратиме оноку војска колку што тие ќе побарат или оноку полиција колку што тие ќе побарат. Граѓаните не секаде може да бидат од корист. Напротив, некаде може да сметат во работењето на професионалните служби, на пожарникарите, на војската, полицијата, на национални шуми, на доброволците пожарникари или на самите летала. Граѓаните може да бидат корисни во одбрана на населените места кога огнот загрозува некое село или како во синоќешниот случај кога постоеше мала можност огнот да дојде до градот Пехчево. Денеска се одржа и седница на управувачкиот комитет, а одлуката е да се ангажира и така наречениот НАТО механизам за помош. Ангелов посочи дека сега потреба од него нема, но таа може да се појави во текот на денот. Апелирам да не се создава непотребна паника. Денес имавме седница на управувачкиот комитет на која што меѓу другото донесовме одлука да предложиме на владата да се ангажира и така наречениот НАТО механизам за помош, кој што во суштина ги нуди истите работи како и механизмот на Европската унија, но преку него можеме да бараме и помош во пешадија, односно помош во искусни пожарникари. Во овој момент таква потреба немаме, но истата може да се појави во текот на денот. Во овој момент имаме доволен број на пожарникари, како и доволен број на војска и полиција, припадници на национални шуми, но и цивилно население, доброволци кои што можат да се спротивстават на огнената стихија која што ја зафати државата. Денеска пожарите се гасат од земја и од небо, а помош пристигна и од Србија.